Почитувани ученици, јас сум Атанас Ивановски и драго ми е што сум дел од училница. Во ова и во некои следни предавања ќе зборуваме за некои аспекти на спортската психологија. Денеска ќе зборуваме за психичкиот живот на спортистите. Но најпрво да се обидиме да го дефинираме психичкиот живот и што тој значи. Психичкиот живот или внатрешниот субјективен свет на поединецот или на спортистот е представа на интеракцијата помеѓу психичките појави, како што се психичките процеси, психичките особини и психичките состојби, кои се случуваат за време на спортската активност и надвор од неа. Кога зборуваме за спортската активност, мислиме на спортскиот надпревар, тренингот и други пропратни активности. Но, неопходно е да дефинираме што е она што е во суштината на самиот психички живот, односно од што е тој сочинет. Психичкиот живот е сочинет од психичките појави, кои што пред малку ги набројав. Но, да видиме и кои се тие. Под психички процеси спаѓаат мислењето, перцепцијата, памтењето, вниманието, мотивацијата и други. Под психички особини влегуваат карактерот, темпераментот, ставовите, способностите, интересите на луѓето и така натаму. Она што е важно да спомнеме за нив е тоа дека дел од нив се наследени, но дел се истекнати. И крај ги имаме психичките состојби, како што се среќата, лутината, тагата, задоволството, бесот и многу други, многу покомплексни емоции и чувства. Иако ги представивме поединечно, важно е да кажеме дека тие представуваат една функционална целина, наречена личност. И сега се поставува прашањето кој е оној профил професионален кој што се грижи за психичкиот живот на спортистот. Тоа е спортскиот психолог. Спортскиот психолог е оној профил кој што се интересира, кој што го проучува психичкиот живот на спортистите и истиот се обидува да го разбере. Но, она што е многу важно е и свесноста на самиот спортист за собствениот психички живот и за важноста која психичкиот живот ја има во остварување на поставената цел. Свесноста и самосвесноста за психичкиот живот на спортистот е важен предуслов доколку спортистот сака да постигне успех. Телото и физичката подготвеност не се доволни во остварување на таа цел. Затоа, подготовката на едно ментално поле, на еден психолошки план е од корист за секој еден спортист. И сега да видиме кои се факторите на некој начин кои што влијаат на психичкиот живот. Покрај уверувањата и покрај ставовите, покрај представите за собствениот психички живот кој спортистот ги има, влијаат и работата на тренерот, односно методолошкиот пристап на самиот тренер и стручната работа на спортскиот психолог. Тренерот, како и спортскиот психолог, можат да му помогнат на самиот спортист во поглед на мотивацијата, во поглед на перцепцијата на играта, во поглед на самодовербата и во многу други аспекти. Спортскиот психолог особено може да помогне со тоа што преку соодветни истражувања ќе се обиде да ги проучи одредени појави кај самиот спортист и да се обиде
преку соодветни техники, истите да ги подобри, односно да ги донесе на едно повисоко квалитативно ниво. Важно е да кажеме дека и самиот спортист има голема лична одговорност за сопствениот психички живот. Тоа значи дека спортистот треба да знае да ги применува советите и насоките дадени од страна на тренера, од страна на спортскиот психолог при изведување на неговата спортска активност, односно при реализирање на неговата спортска задача. Имајќи го тоа во предвид, самиот спортист ќе знае кога некогаш направил грешка, а кога постапил исправно. И во такви ситуации грешките може да ги стави во функција на лично подобрување и усовршување за воиднина. Неминовно е да спомниме и психолошката подготовка, која како комплексен поим, комплексен процес се однесува на психичкиот живот на самиот спортист. Но, важно е да се напомене дека и квалитетот на самиот психички живот, квалитетот, спортската перформанса, зависат од психолошката подготовка на спортистот и начинот на кој тој се подготвува на едно психолошко поле. Физичката подготовка секогаш е во тесна врска со психолошката подготовка. Психолошката подготовка произлегува од самиот психички живот на човекот, но и таа влијае врз подобрување на неговите аспекти. Сега да видиме кои се елементите на психолошката подготовка. Ќе започнеме со поставувањето на цел или поставувањето на цели. Важно е спортистот да има поставено една специфична цел, конкретна цел, мерлива цел, цел која што ќе знае дали ја постигна, кога ја постигна, реалистична цел, како и да има временски поставена рамка, односно да знае во кој период ќе се обиде да ја реализира поставената цел. Потоа го имаме концептот на самодоверба, кој што исто така е комплексен поим. Самодовербата е нешто кое што се стекнува. Самодовербата не е нешто кое што е наследено. Таа се стекнува така што спортистот за време на неговиот спортски живот реализира одредени задачи, реализира поставени цели и на таков начин добива доверба во себе и во своите способности дека може да надмине и да совлада одредени предизвици. Техники за подобрување на вниманието се исто така од голема важност за да се задржи фокусот на внимание при реализирање на поставена цел. Релаксационите техники, како техниките на дишење или медитацијата, му помагаат на спортистот да се ослободи од нивото на стрес и истото да го контролира. Симулативните тренинзи и визуализациите се тие кои му овозможуваат на спортистот да влезе, метафорички кажано, во ситуацијата која што ќе се најде пред него во иднина, да успее да ја замисли со цел што е можно подобро да се подготви за истата. Вештините за емоционална регулација се од голема важност за контролирање на сопствените емоции со цел тие да не го попречат логичното, здраворазумско расудување кое што е од голема важност при постигнувањето на одредена цел или при постигнувањето на одреден успех. Трпеливоста, дисциплината и самоконтролата се главни особености кои што спортистот треба да ги негува, треба да ги развива, треба да ги поседува, доколку сака
успешно да го постигне она што го замисли. И безусловното себе прифаќање е од голема важност. Зошто? Затоа што многу пати спортистите се почитуваат себе си кога ќе постигнат успех, а не се почитуваат и не се прифаќаат кога ќе забележат одреден неуспех. Тоа е едно условено прифаќање на себе си. Затоа безусловното прифаќање на себе си на спортистот му овозможува да се прифати себе си и кога ќе постигне успех, но и кога ќе направи одредена грешка, затоа што пред се спортистот е човечко битие, а во природата на секое човечко битие е некогаш да постапува добро, а некогаш да греши. Од ова досега што го разговаравме, можеме да заклучиме дека станува збор за еден комплексен поим. Самата природа на психичкиот живот е многу комплексна. Психолошката подготовка, менталниот тренинг секогаш се важни и секогаш се во тесна врска со физичката подготовка. Затоа што вниманието, концентрацијата, мотивацијата, самодовербата, перцепцијата се важни чинители на спортскиот успех и негов неизоставен дел. Почитувани ученици, јас овде ќе ви се заблагодарам за вниманието. Драго ми е доколку успеав да ви помогнам околу разјаснување на она што е во суштина на самиот психички живот и кои се сите компоненти кои што ги сочинуваат, а нормално драго ми е доколку успеав да ја поврзам суштината на самиот психички живот на спортистот и на човекот со психолошката подготовка. Останете ми во добро здравје и во добро расположение. Довидување.